Почитувани слушатели и гледачи, веруваме дека сте задоволни од досегашниот тек на емисијава и успеавме да ги задоволиме вкусовите на повеќето од вас, ако не на сите. Желба ни е да останете на оваа фреквенција и да го проследите остатокот од содржини кои следуваат на македонски корени. Меѓу нив е и следниот разговор што следува со нашата и ваша гостин. Токму така, почитувани слушатели и гледачи, во наредниве минути на македонски корени, друштво ќе ни прави господја Наде Дуклеска, по професија правник со 2 магистарски титули. Со господја Дуклеска ќе разговараме за нејзиниот магистарски труд, со кој труд го разголи македонското правосудство. Во овие моменти ќе пробам да ја поканам да ни се приклучи во студиото на Македонски корени. Се надевам дека ќе нема да имаме проблем ниту со сликата, ниту со звукот. Ако е така, ќе видиме за многу кратко време. Ако се слушаме, господја Дуклеска, добро ви утро и добро ни дојдовте во емисијава на Македонски корени. Навистина ни причинивте големо задоволство. Благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи. Добро ви утро и од мене, господја Дуклеска. Ви благодариме и вам што ја прифативте нашата покана и се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија, но и ќе успееме да го задржиме вниманието на нашите ценети слушатели и гледачи. Господја Дуклеска, кога се договаравме за овој разговор, ни кажавте дека сте родена во Шведска и дека таму го имате стекнато вашето образование. Нашите слушатели и гледачи, но и ние, како уредници и водители на Македонски корени, сакаме да дознаеме нешто повеќе за вас и затоа пред да преминеме на разговорот за она за што и ве поканивме, ќе сакате ли да ни кажете во кратки црти која е Наде Дуклеска и што работи Наде Дуклеска? Која е Наде Дуклеска? Всушност, Наде Дуклеска е Наде Ѓореска, тоа ми е моминското презиме, од татко Богоја Ѓорески и мајка Јованка Ѓореска. Тие дојдоа тука... Дали се живи, да? Многу рано дојдоа во Шведска, кога беа деца. И јас нели сум тука втора генерација во Шведска. Тука завршив правен факултет. И тогаш пишував за Преспанскиот договор. После запишав и мастер студии, значи прво 4,5 години правен факултет, па мастер студии 2 години, тоа беше Masters in International Human Rights Law, тоа е значи мастер за меѓународни човекови права и тогаш пишував за 27 април. А иначе во Шведска работам со семејно право и со човекови права, во многу невладини организации сум тука. Од млада сум во тие организации и се бавам со човекови права исто така. Имам 2 дечиња, Александар и Хефастијан, 6 и 9. Фала многу. Сопругот ми е Дамјан, ние се сретнавме во Охрид, а инаку е од Индијана во Чикаго. Добар спој. Вие, како што рековте, имате 2 магистарски титули, а за одбрана на 2 магистарски титули ги зедовте темите, вие тоа го кажавте, од Преспанскиот договор и настаните од 27 април. На правниот факултет магистриравте со Преспанскиот договор, а магистерската титула за човекови права ја добивте исто така во Шведска, откако претходно изработивте, но и го одбранивте магистерскиот труд, посветен за судскиот процес од 27 април, во кој процес осудените добија 2 века затвор. Што беше тоа што ве поттикна да ги одберете овие теми? Особено сакаме да се задржите на темата за 27 април и како гласише насловот на тој ваш труд? Што ме поттикна да ги одберам овие теми? Како да кажам, кога си роден надвор од таа држава што всушност ја гледаш како своја татковина, без разлика што не си роден таму и ти збореле родителите за Македонија значи ми зборувале за Македонија од мали нозе, тие самите биле ангажирани за Македонија,
всушност многу им должам на нив што воопшто сум го научила македонскиот јазик, нели? И затоа, нели, од почеток кога ме поканивте на програмата, ви реков и не, бидејќи многу трема имам заради тоа што не ми е прв јазик нормално. Но причината што ги одбрав тие теми е затоа што без разлика каде си роден, доколку ти е засадена љубовта кон татковината, кон Македонија, не може човек ништо друго освен да одбери теми за Македонија. Так. А баш за 27 април, што е претерано болна тема и сериозна тема, причината што ја одбрав таа тема е што едноставно сакав да им пуштам порака на тие што лежат и на нивните семејства дека не се сами, дека и ние сме со нив, дека има луѓе што работат на тие теми, што се грижат, да се храбри и да издржат и дека цел македонски народ ширум светот гледа што се случува со нив. Так. Затоа ја одбрав. Инаку насловот на самиот труд е Article 6 on Trial in Macedonia, што преведено, да го преведеме на македонски, тоа би испаднало член 6 во суд во Македонија. Значи, јас не го одбрав насловот сама, тоа беше предлог од мојот ментор Јесика Алмквист и мислам дека соодветен наслов е за трудот. Така, само да кажам тука дека рековте дека не го зборувате добро македонски јазик, сега тоа го повторивте, меѓутоа оние кои што сега ве слушаат нема да ве поверуваат во тоа, бидејќи вие одлично го говорите македонскиот јазик литературно, а имајќи предвид дека, како што рековте, вие сте тамо родени. Честитки на вистина од двајцата нас, а верувам дека честитките ќе доаѓаат и сите оние кои што не следат во овие моменти. Ви благодарам од срце, ама тука лежи тремата. Значи, нели, сите што се родени надвор од Македонија знаат дека ние размислуваме како прво на јазикот, што ни е прв јазик, после тоа го процесираме, па преведуваме на македонски, затоа постои таа трема кај мене. Так. Вие го начнавте и моето прашање, вообичаено, нели, при изработка на докторски и магистерски трудови помагаат ментори. Спомнавте веќе еден од вашите ментори, или ако има повеќе, кажете, дали имавте некој од Македонија ментор и како реагираа кога им го представивте судскиот процес за 27 април и на што најповеќе се чудеа, на кои нелогичности? Значи, Јесика Алмквист ми беше ментор низ цел труд, значи од почеток до крај, а после кога веќе беше во прашање одбраната на трудот, имаше тука повеќе професори, нели, имаш значи некој што е како опозиционер, ти поставува прашања за трудот, исто така и професорите поставуваат прашања, но всушност еден ментор имав низ процесот да го напишам трудот. А за нелогичностите на самиот труд, тоа ми беше второто прашање, така? Да. Значи, од каде да почнам? На што се чудија, на што му беше чудно на вашиот ментор? Па буквално дека не се почитуваше воопшто член 6 од Конвенцијата за човекови права. Воопшто не е почитуван тој член. Значи, како да објаснам тоа, сите тие нелогичности ни за одбрана, ни за ништо не се почитуваше во тој член. Ако гледачите го прочитаат членот, ништо не постоеше од тоа во судскиот процес. Значи, судите не го испочитуваат тој член воопшто, а тоа е фактички мораш да го почитуваш. Јас самата кога почнав да навлегувам во самата тема, така се наметнуваа многу правни, значи нелогичности, особено со преучување на дел од судските документи кои кај мене покренува
сомнеш за низа прекршувања на правото на фер судење. Можам, ако сакате, да почнам поред. Да. Значи, да ги земиме во предвид овие изјавите дадени на пресконференции веднаш по настаните од 27 април, например, од мандатарот на владата и портпаролот на партијата која потоа формираше влада, со прејудицирање на вина за квалификација терористичко загрозување на уставниот поредок на Република Македонија, поточно за кривично дело против државата, што тоа всушност имплицира нечија непријателска активност. Значи, за мене беа вознемирувачки и покренаа сомневање дека пред било какво постапување на судските власти и неспорно беше политичкото влијание од највисоко политичко ниво, со што беше доведена до прашање непристрасноста во водењето на судската постапка. Значи, сомневањата за незаконски притвори со необразложени решенија, долготрајните судски брочишта, како да кажам, нарушувањата на правата на одбраната, нотирано и од некои невладини организации и се повеќе го засврстува, значи, моето верување за прекршувања на Европската конвенција за човекови права. Така. Има ли некој дел од судскиот процес кој не укажува на политички прогон или пак целиот процес е препон со нелогичности? Ке издвоите ли неколку нелогичности ако има повеќе од ова што досега кажавте и каков заклучок извлековте? Оправдано ли е мислењето на мнозинството од македонската јавност дека овој процес е политички мотивиран и монтиран? Па, видете, моите согледувања беа, значи, во самиот магистерски труд во корелација со судската пракса на Европскиот суд за човекови права. Тука се цитирани 15 преседани во трудот. Во однос на квалификацијата на настанот, обвинителското судските власти, значи, мора да се издигнат над политичките влијанија. Значи, немаше никакви... Све е нелогично во оваа судска постапка. Значи, немаше ништо што утврдува дека имаше нешто, барем да речеме намера за мотив немаше. Ништо немаше што може да утврди дека требаше ова така да се развива. Господја Дуклеска, колку време ви фати за да ги приберете сите информации за судскиот процес од 27 април, кои ви беа потребни за да го изработите вашиот труд, и дали наидувавте на отпор од страна на владата кога ги баравте сите тие информации? Не, видите, значи сите списи јас веќе си ги обезбедив од некои од семејствата, така да не ги барав од владата или од некој друг, така да немав проблем со тоа воопшто. Добро. Ајде малку за квалификацијата на станите. Од она што вие го прибравте како документација, дали постојат податоци или укажувања дека е сторено кривичното дело, како што беше представено како загрозување на уставниот поредок на Македонија, и кој е вашиот став околу ваквата квалификација со која уставобранителите се осудени на драконски казни од 7 до 18 години? Значи, како што кажав и предходно, да импутирате некому непријателска активност против државата, па после тоа политички пазарења со селективната амнестија, за кој треба, а кој не треба да биде опфатен со законот за амнестија, е повеќе од брутална злоупотреба на судската власт, која е очигледно под силно политичко влијание.
Тоа впрочем го потврдува и истражувањето на јавното мислење за општата недоверба на граѓаните во судската власт. Дали верувале или не верувале во судството, значи тоа докажува дека нема доверба судството воопшто. Нема никаде во пресудата и во обвителниот акт, значи никаде нема посебна намера или мотив за сторување на кривичното дело. Значи не прочитав ниту една аргументација, ниту еден доказ немаше на докажување на непријателски побуди против државата и уставниот поредок. Ама кога веќе се експериментира, значи кога веќе се експериментира со таа квалификација, требало барем да стане збор за намера, за мотив. Так. Колку страници успеавте да направите во овој труд? Од колку страници се состои овој ваш труд? Сега што ме прашувате, тоа не го знам, чекај, може да проверам. Може ако на брзина така, ама не е така. Не, тоа не е битно, ми тоа така бидејќи. Колку време кажавте дека го спремавте во ред? 1,5 година го обработував. Така, одлично. Добро. Добро е. Така, судскиот процес, рековте дека не е во согласност на Конвенцијата за човекови права. Дали овој труд може да се користи и да помогне во понатамошното барање на правдата од страна на осудените, например пред Врховниот суд или пак пред Меѓународниот суд за човекови права? Не можам да го одговорам тоа прашање, стварно не знам, значи доколку некој сака да го чита, може да пречита, значи тука правам корелација нели со преседани од Европскиот суд за човекови права, како треба, а не како не треба, за тие, значи за сите тие нелогичности и за сите тие прекршувања на фактички значи се прекршува член 6 од Конвенцијата за човекови права и тука значи во трудот може да се прочита што се е прекршено од судот во Македонија. Што значи вашиот труд дава одговор на судскиот процес во Македонија како не треба да се прави. Да, всушност тоа е. Так. Задоволство причини вашето учество во Македонски корени, господја Дуклеска. Верувам разговорот привлече внимание и кај сите наши слушатели и гледачи. Ве разбра многу добро, зборувате одлично македонски. Ви благодариме. Имајте си убав викенд, срекни великденски празници, пријатно до слушање и довидување во некоја наредна емисија на Македонски корени. Се надевам дека ќе преговориме малку и за активистите во македонската диаспора, некогаш покасно во иднина, во наредните месеци кои што доаѓаат. Се најубаво до вас. Пријатно, голем поздрав, останеме во контакт. Чао, чао.